Овие снимки не се од напуштен објект, туку од женската зграда во студентскиот дом Стив Наумов. Условите се мизерни за извршување на основни физиолошки потреби, а целосно се незадоволителни за одржување на така наречена менструална хигиена. Условите се подобри, но сепак далеко од идеални и во дел од тоалетите на најпрестижниот државен универзитетски кампус во земјава Свети Кирил и Методи. Во некои од тоалетите на правниот, економскиот, филолошкиот и филозофскиот факултет не работат чешми. Нема тоалетна хартија, нема сапун или пак вратите не се затвораат. Студентките не се задоволни. Тоалетите не се чисти, понекогаш сме во недостаток на хартија. Други начини освен влошки да користиме не можеме, затоа што не е хигиенски да го правиме. Сите од дома си носиме тоалетна хартија и сапун. Не се одржува како што треба. Недостатокот на услови за одржување менструална хигиена не ја чувствуваат само младите жени. Сличен е проблемот во сите јавни тоалети, во институциите, училиштата, па и болниците. За гинекологот Душко Филиповски состојбата е за осуда, бидејќи предизвикува последици по здравјето на жените. Во пракса се сретнувам со многу компликации од непостоење на услови за одржување на менструална хигиена. Значи, јас би апелирал до надлежните да се запрашаат како они би се чувствувале да се наоѓаат во една таква состојба, да не можат да ја одржуваат својата менструална хигиена. Една од последиците, вели Филиповски, се инфекциите на репродуктивниот систем кај жените. Да не зборувам за оние компликации кои што можат да се случат од нередовно, ненавремено менување на лошката. Почнувајќи од потешкоти и болки во гениталиите заради преполнетост со менструална крв, па се до инфекции кои што можат да настанат ако ненавремено се сменат лошките. Ова го потврдува и истражувањето на невладината организација Новинари за човекови права, според кое само 10% од жените во Северна Македонија имаат услови за одржување на менструална хигиена на работа или во училиште, при што една од причините е банална – нема врати во тоалетите. Од 800 испитанички, околу 80% одговориле дека за месечниот циклус користат хигиенски влошки, 5% тампони, а дури 15% се снаоѓаат со импровизирани текстилни влошки, хартија, па и весници. Вие се најгорчливите проблеми со кои што се соочуваме и кои што прават Македонија да биде високо рангирана во земјите со менструална сиромаштија. Значи, ако 15% од жените не можат да си купат влошки или ако 95% од девојчињата во Урбана не одат во училиште, избегнуваат да одат во училиште за време на периодот, тоа се проблеми кои што навистина предизвикуваат да си ставиме прст на глава и да размислиме што понатаму. Професорот Михаил Кочубовски вели дека токму овој проблем е најчеста причина за гениталните инфекции кај девојчињата. Не заради некои други работи, него само заради немање доволно услови за да ја одржуваат хигиената на соодветен начин. Иако звучи неверојатно, но во земјава е спроведен проект донација кој треба да им покаже на македонските власти како треба да изгледаат тоалетите. Адаптиран е по еден тоалет во Ресени во Тетово, каде освен тоалетна хартија и сапун, има и кутија за селектирање менструален отпад, а училиштето е снабдено и со менструални производи за следните 3 месеци. Проектот е на амбасадата на Велика Британија, која ги намали даноците на производите за менструална хигиена и им овозможи бесплатни пакети на ученичките од сиромашните средини. We have had a problem with children from poorer homes, the girls not having the access to sanitary products. So there have been a couple of different schemes. One, the government removed VAT charges from all sanitary products in the country. So that was a good step forward. Two, a number of schools have introduced programs to give out sanitary products. And three, a number of businesses in the country, including one of the producers of sanitary products, allows people to buy one packet and one packet is donated to girls who don't have the money or their families don't have the money to buy the products.
Стоп за данок на тампон е името на феминистичките движења кои бараат од своите влади намалување на даноците за менструални производи. Активизмот под ова мото е особено силен во земјите на Европската Унија, а Германија е последната земја која прифати данокот за менструални производи да го намали од 19 на 7%. Слични чекори веќе имаат преземено Кипар, Франција, Португалија, Холандија и Белгија, а во Ирска данокот е целосно укинат. Сега иницијатива има и кај нас. Наша иницијатива е да имаме намалување на 5% на сите производи за одржување на основната хигиена, значи не се само влошките и тампоните, и шампоните, и сапуните, пелените, но водејќи оваа иницијатива ние ќе тргнеме со барање да се прво да се намали стапката на ДДВ на средствата за управување со менструалната хигиена, значи тука спаѓаат влошките и тампоните во овој момент. Јас бих предложил дури и на нула, ако може, на нула да се сведе, затоа што тоа е основата. Тој трошок не е мал за некој граѓанки на нашата држава, а со намалувањето на цените ќе стане многу подостапна и ќе се запази и гинеколошкото здравје на жената. Иако иницијативата не е од минатата недела, од владата засега нема одговор на ваквите барања. А во земјава веќе има производи со повластена даночна стапка од 5%, како на пример за водата за пиење, книгите, земјоделските производи и механизација и лековите. Во земја како Северна Македонија, каде има висока стапка на менструална сиромаштија, тоа значи дел од жените и понатаму ќе се снаоѓаат во валкани тоалети и со прескапи менструални производи.